Супер. Добар ден на сите присутни, почитувана министерка за образование Царовска, почитувана Фани од Фондација Отворено општество, почитувани Виктор Стојковски и Виктор Митевски од ЗМАј и почитувани присутни кои што не следите преку Zoom конференцијата. Минатата конференција на ЗМАј ја започнавме со реченицата ова е најверојатно 100-та конференција видео на која што присуствуваат оние кои не следат. Во образованието тоа веројатно се и многу повеќе, можеби веќе над 1000. Меѓутоа тоа е сега нашата реалност, а за среќа и на овој начин можеме да дискутираме на некои од најважните теми. Една од нив, ако не и најважна, е образованието, особено јавното образование. И ЗМАј работеше и издаде токму пред доаѓањето на министерката Царовска на позицијата министер за образование на оваа анализа во која што се предлага и методологија за подобра распределба на општинските буџети за основните училишта. Зашто е важна оваа тема? Важна е затоа што на терен истражувачите од ЗМАј се уверија во тоа дека нема рамномерна распределба на буџетите кога се во прашање училиштата и дека имаме многу училишта кои што работат без основните потреби да се исполнат, а тоа е на некој начин и во линија со она за што се залага Министерството, односно министерката Царовска, кога дојде на функцијата, она што го кажа е дека навистина ќе вложи во подобрување на основното образование, а во тоа влегуваат и условите во училиштата. Затоа оваа конференција и оваа дискусија ќе почнеме и со нејзиното обраќање. Министерка Царовска, повелете. Благодарам на сите, прво за поканата, а второ е за тоа што создавате услови да може да дискутираме врз основа на анализи, докази, бројки, нешто кое што во јавната администрација не се смета за придобивка. Мора да истакнам дека Министерството за образование и наука во своите регистри и нема податоци за тоа во која состојба се училиштата. Токму затоа, еве како почетна позиција ќе ги земеме вашите бројки и токму затоа сум ви многу благодарна. Нашата цел е да го подобриме основното образование и севкупниот систем на образование, но основното е таргет заради тоа што тоа е и база на образованието понатаму. Од една страна ја менуваме концепцијата, создаваме нова курикула со нови наставни содржини и за ученици и за наставници, но од друга страна мораме да погледнеме и во инфраструктурата каде што оваа курикула и овие наставни содржини ќе треба да се спроведуваат. И таму по извештаи на Светска банка и по други извештаи на меѓународни организации се гледа дека 1/3 од училиштата во нив треба итно да се инвестира за да се подобрат. Што значи дека веројатно основните услови, станува збор за основните услови, не се целосно, но основните стандарди не се целосно постигнати. Ние како Министерство за образование и наука сакајќи да фатиме ред во инвестирањето, тоа значи дека не само заради тоа што некој сака да има инвестиции или заради тоа што одреден министер смета дека таму треба да се инвестира, туку да има тоа некаков си ред и концепт во самото инвестирање. Подготвивме повик за општините кој што треба да биде пуштен наредната недела. Се обидуваме тоа да биде низ апликација за да биде лесно за аплицирање, каде што тие ќе треба да ги искажат своите приоритети за капитални инвестиции, но со подготвен проект и со извадена техничка документација за градба. Зошто? За да ако ги ставиме парите во програма за 2021 година, да знаеме дека ги изреализираме. Заради тоа што Министерството за образование и наука со години носи програма која што не може да изреализира, или во оваа година, например, имаме реализација на капитални инвестиции 36%. Тие не се само во основно, не се само во средно, се и во високо, но како и да е вкупната сума сме потрошиле само 36%. Останатите финансиски средства наменети за инвестиција во образование ќе пропаднат. За да може да има реализација на овие финансиски средства, мора да имаме целосна подготвена техничка документација пред да ги ставиме проектите или инвестициите во одредена програма со која што ќе трошиме пари понатаму, и затоа го распишуваме овој повик за до 10 декември да можат општините се што имаат подготвено да аплицираат согласно и колкав буџет ќе биде определен за Министерството за образование и наука во 2021 година за капитални инвестиции, така и според рангирањето ќе можеме да инвестираме, но важно е дека постапката ќе биде транспарентна, јавно достапна и сите ќе знаат зошто се на бодовната листа 10, 1 или
15. И на тој начин понатаму ќе создадеме систем во кој што ќе се инвестира по план. Тоа го направивме во Министерството за труд и социјална политика, на истиот начин ќе действуваме и тука. Јас сум сигурна дека заеднички за некои 3-4 години ќе може да излеземе и да кажеме од толку училишта кои што има потреба, во толку и толку веќе инвестиравме, но тоа укажува дека има тенденција на развој и подобрување на условите. Ви благодарам. Благодарам. Фондацијата Отворено општество долго време инвестира и соработува на вакви проекти кои што се работи не само на истражување, туку и на реално подобрување на условите во најразлични области, па вклучително и образованието, но со особен можеби фокус на образованието. И затоа ќе ве повикам вас, госпоѓа Фани Карамфилова-Пановска, извршен претседател на фондацијата, да кажете збор за ова истражување, тоа и за сето она што е направено во областа образование. Благодарам. Фондацијата Отворено општество Македонија, точно како што напоменавте, го има образованието како една од своите најприоритетни области во која што со години наназад инвестира големи средства, и во тој контекст сметавме дека придонесот, односно поддршката на ЗМАј кои што се навистина квалификувани да работат на вакви истражувања ќе биде од огромно значење кога станува збор за креирањето на политиките понатаму. Така што почитувани соработници од ЗМАј, почитувана министерка за образование и наука Царовска, почитувани представници на училиштата, представници на општините и сите други институции, меѓународни организации и останати кои што не следите, верувам, преку интернет. Денес нашите соработници од Удруженијето за истражување и анализи ЗМАј ќе презентираат анализа на податоци кои што произлегува од истражување кое што се спроведуваше кон крајот на 2019 и почетокот на 2020 година со финансиска поддршка на Фондацијата Отворено општество Македонија и кое што се спроведуваше во 48 училишта во 10 општини, а со цел да ја утврдиме моменталната состојба, но и финансирањето на капиталните инвестиции и начинот на кој се одлучува колкав дел од буџетот ќе се намени за секое поединечно училиште. Во анализата се опфатени општини со различна големина, со различна географска локација, различни од аспект на тоа дали станува збор за рурални или урбани училишта, различен етнички состав на вработените и на учениците и различен јазик на кој се изведува наставата. Сакам да истакнам дека ние во фондацијата сме особено свесни и истекнуваме важноста на статистичките податоци, но и на истражувањата кои вклучуваат собирање на податоци на терен и кои што вклучуваат разговори со најзасегнатите. Во овој случај тоа беа наставниците, директорите на училиштата, но и на родителите и учениците. Нивниот глас и нивните согледувања се важни за да може да се креираат било какви планирања, интервенција, најважно од се кога се креираат политиките. Преку ова истражување, сега јавноста, но и надлежните институции ќе располагаат со податоци кои треба да овозможат соодветен одговор и соодветни интервенции. Фондацијата во 10 од овие училишта кои беа предмет на анализата, практично преку нашата програма за образование на помалобројните етнички заедници, веќе втора година поред се обидува да ги компензира недостатоците во дидактички материјал, во библиотечен фонд и опрема, преку набавка и дистрибуција на истите, и само во 2020 година за овие намени имаме издвоено околу 110.000 американски долари, и тоа за 10 училишта во кои што наставата се одвива на јазиците на помалобројните заедници, а каде што пак наставата ја следат во овие училишта 5.000 ученици, и за нив, односно за овие училишта, обезбедивме техничка опрема неопходна за реализација на онлайн наставата, како преносни компјутери, печатачи, десктоп компјутери, смарт табли, LCD проектори и така натаму. И имајќи предвид дека сакавме да им помогнеме пред на учениците, односно оние кои што според нас се најважни во овие услови на пандемија, да не биде загрозен нивниот пристап до образование, обезбедивме и 350 таблети со картички за интернет за деца од најсоцијално загрозените семејства во овие училишта. Инвестициите на Фондацијата Отворено општество Македонија во делот на образование во изминатите 28 години постоење на фондацијата се над 33 милиони американски долари, но нашите инвестициите на сите останати, како што споменав претходно, и на државата и на донаторите, ова анализа покажува дека не се ни отприлика доволни.
Така, податоците од истражувањето кои денес ќе бидат презентирани во детал од страна на представниците на ЗМАј укажуваат на тоа дека се уште има незадоволени многу потреби, и тоа од аспект на инфраструктурата, но и од аспект на материјали и ресурси за учење. Во оваа публикација која што денеска ја презентираме, истражувачите на ЗМАј даваат пресметки за тоа кои се потребите во секој поединечно училиште, и тоа по вид на неопходна интервенција и по приоритет. Дополнително, во публикацијата се дава и предлог за одредување на методологија и формула со кои финансирањето на основното образование ќе биде транспарентно, правично и ќе овозможи рамномерен и одржлив развој на сите основни училишта. Ова е особено важно, заради тоа што секој еден ученик, без разлика на тоа од која заедница припаѓа и на кој јазик ја следи наставата, без разлика на тоа дали живее во град или во село, или учи во централно или подрачно училиште, за него треба да се обезбедат соодветни услови за квалитетна настава. Сакам во оваа прилика да посочам неколку важни согледувања од ова направено истражување. Практично, од реализираните посети во 48 основни училишта и преку анализа на детални прашалници, годишни извештаи за работата на основните училишта, како и за од спроведените средби со одговорните лица во општината, можеме да констатираме дека основните училишта имаат дотраен училишен инвентар, неефикасни фасади, застарена технологија, стари или нефункционални санитарни јазли, недостиг на физкултурни сали и спортски терени и недостиг од нагледни средства и наставни помагала. Резултатите исто така јасно покажуваат дека раководните лица и вработените во училиштата и општинската администрација вложуваат максимални напори за да ги подобрат условите во основните училишта, но средствата со кои што располагаат едноставно не се доволни и не може да обезбедат рамномерен развој и настава која што ќе ги следи модерните трендови. Во континуитет исто така се поставува постојано барањето за тоа дека треба да се промени методологијата според која се распоредуваат дотациите за основно образование од страна на централната кон локалната власт. За да се направат овие измени, неопходно е вклучување не само на централната и локалната власт во овие дискусии, туку и постојана координација и интегриран пристап за планирање заедно со меѓународните финансиски институции, донаторската заедница и приватниот сектор. Тековната формула за финансирање на основно образование е недоволно јасна и транспарентна, и истата не успева на најсоодветен начин да ги распредели финансиските средства по единици на локалната самоуправа и по основни училишта, согласно тоа што се реалните потреби и тоа што се стандардите за финансирање на основното образование. Имајќи предвид дека најголем дел од наменската блок дотација за образование е наменета за исплата на платите на вработените, како и имајќи ги предвид параметрите според кои таа се пресметува, меѓу другите бројот на деца во паралелка, соодносот наставник-ученик и така натаму, ќе видите од резултатите кои што детално ќе ги прикажат колегите од ЗМАј, дека се наметнува потребата од рационализација на училишната мрежа и од потребата од оптимизација на наставниот кадар. Тука е потребно да се води грижа, тоа сакам да го подлечам, за оддалечените подрачни паралелки, кои најчесто имаат мал број на ученици, но за кои е неопходно обезбедување на настава соодветно на принципот на достапно образование за сите деца. Значи да не се случи да било каква оптимизација или рационализација оди на сметка или по цена на тоа да на децата им го оневозможиме или отежиме пристапот до образование. Се надевам дека овие презентирани податоци кои што ќе ги чуеме подоцна навистина ќе го задржат и вашето внимание, но овие кои што не следите, а особено ќе предизвикаат понатамошни дискусии кај надлежното Министерство за образование и наука и кај единиците на локалната самоуправа и ќе најдеме сите заеднички начини како да ја подобриме состојбата и соодветно да одговориме на потребите и на проблемите. Ви благодарам. Ви благодарам. Драго ми е што и во двата први говори и обраќања дефинитивно се истакна потребата од правење на една соопфатна анализа во која што точно ќе се укаже каде се најпотребни инвестициите за да средствата одат таму каде што треба и на крајот од денот за да добиеме подобри услови онаму каде што навистина се лоши, а ќе се види од самото истражување дека имаме сериозна разлика помеѓу тоа што го имаат некои училишта, можеби најчесто во урбани средини или онаму каде што повеќе се финансирало,
а колку недостигаат основни услови во некои други училишта од анализата која што Тирански ја направија Змај. Затоа не случајно се отиде во 10 општини, дел од нив урбани, дел рурални, и се работеше на еден репрезентативен примерок од 48 училишта, каде што може да се увиди таа разлика и дефинитивно треба да се опфати целата држава и да имаме една убава база за тоа каде ќе ги инвестираме парите во иднина. Со цел да не го прикажеме само делот од тимот на Змај кој што го гледате тука, туку сите оние кои што работаа на истражувањето, тоа се многу повеќе истражувачи. Предлагам да го погледнеме видеото кое што е направено на оваа тема, а потоа ќе се обратат и Виктор од Змај.
Методологијата на која што зборуваме во ова истражување може да биде само годна основа за создавање на равномерен развој на особените училишта и создавање на услови за непречено одвижување на ставање. Со цел на системско и одржливо решение за проблемите во образование, потребен е ангажман на сите релевантни органи со сигурни страни. Назад после 5-минутното видео кое што убаво го објаснува процесот на истражување и правењето на анализата која денеска ја презентираме, како и методологијата за која што ќе зборуваме подоцна. Виктор Стојковски од ЗМАј повеќе ќе навлезе во делот на самото истражување и како изгледа работите на терен додека се одвиваше истражувањето, а потоа ќе зборуваме и за предлог методологијата. Да видиме имаме нешто само. За истражувањето и за методологијата. Извинете, само Веќе мислам дека претходните две изјави беа многу добро ја прикажаа мотивацијата која се наоѓа позади нашето истражување. Меѓутоа, следното прашање што ние барем би си го поставиле е зошто ЗМАј би ја направила оваа анализа. Значи, нашата желба за истражување во основно образование започнува уште од 2017 година, каде што успеваме повторно со помош на ФОМ да направиме попис на сите училишта во Република Македонија и да видиме какви се нивните инфраструктурни и технолошки капацитети. Оттаму во тоа истражување откривме дека постои многу голема нееднаквост, односно постојат училишта кои имаат многу добри инфраструктурни капацитети или соодветни технолошки капацитети, меѓутоа постојат и училишта кои немаат ни еден компјутер на располагање или пак училишта кои немаат санитарни јасли. Си го поставивме прашањето зошто е тоа така, бидејќи сепак основното образование е задолжително за сите и реално треба секој училиште, ако не да биде да биде со ист квалитет, да биде од сличен. Зошто би било тоа така? Една од причините за тоа што најдовме е дека постои од една страна методологија за како се распределуваат средствата од страна на централната власт пак кон локалната, меѓутоа следниот чекор е занемарен, односно тој не постои. Општините се оставени сами на себе да развиваат методологија и да одлучуваат како ќе ги поделуваат средствата во школите. Од тука нашата цел, како што кажа мотивацијата и како што е насловот на целиот проект и на публикацијата која објавивме беше да воведеме еден вид предлози за методологија за распредела на општинските буџети за основните училишта. При оваа анализа успеавме пак како што кажа, значи фативме 48 училишта од различни 10 општини, на кратко да ги набројам општините, значи тоа се Василево, Велес, Карбинци, Куманово, Сарај, Старо Негоричане, Студеничани, Центар Шупа, Чучар, Сандево и Шуторизе. Може да се примети дека училиштата тоест општините се од најразличен вид, има големи општини, има мали општини, има општини што се наоѓаат во различни региони од државата. Подеднакво е запазен односот урбана-рурална средина, запазен е етничкиот состав и јазикот на кој се одвива наставата. При тоа, нашиот допринос од анализата е успеавме да дадеме сеопфатен приказ за актуелната состојба во училиштата, да направиме еден вид проекции, да видиме што се е потребно да се инвестира од поглед на технолошки и инфраструктурни инвестиции во училиштата, како и нагледни средства, тоа да не заборавам. Следство на податоците што ги имавме, успеавме да направиме еден вид на проекции за секој училиште и проекциите да ги преточиме во акцијски планови, односно насоки за како би требало да инвестираат и во што општините во наредните 2 години. Овие информации што ги добивме, следуваше да ги употребиме за да дадеме предлози за методологија за прераспределба на средствата, за таа ќе збори повеќе Виктор подоцна. Јас сега би сакал на кратко да зборам за методологијата која преземавме во истражувањето и за некои од наводите што не се. Значи, прво, методологијата ни се состоеше од 7 чекори. Првиот чекор ни беше да прибереме податоци од јавен карактер за инфраструктурната и техничко-технолошките капацитети на училиштата. Во овој поглед стапивме
во контакт со сите училишта и со сите општини. Училиштата ни дадаа податоци за со колку ученици располагаат, колку дали имаат надворешен спортски терен и слични такви информации, колку компјутери и така натаму, а општините ни дадаа податоци за кои се проектите со кои они ги имаат инвестирано во изминатите години, кои се проектите кои моментално ги спроведуваат. Врз база на тоа ние создадовме прашалник кој го искористиме за да ги прашаме училиштата каква е нивната состојба, каков е квалитетот и каква е употребеноста на инфраструктурните и технолошките објекти, и училиштата онлайн ни одговорија на тој прашалник, а потоа, од кога ги имавме одговорите, отидовме во посета за на лице место да утврдиме дека стварно тоа е таква е состојбата во училиштето. Со тие податоци направивме еден вид на проценка. При проценката земавме надворешни понуди, собравме речиси за секој инвестиција што сакавме да направиме, собравме по 3 понуди, врз база на тие понуди земавме просек, одлучивме колкава е вредноста. Врз проекциите што ги направивме, ги доставивме до општината и до училиштата, они ни вратија, ги разгледавме заедно и потоа побаравме дополнителни податоци од општината за кои се нивните идни планови во идни нешто да инвестираат, и врз база на тие идни планови, нашите проекции, направивме еден вид на акцијски планови за насока за во наредните 2 години. Сите тие податоци беа употребени во создавање еден вид на предлог политики, односно методолошки пристап за распределба како општинските средства треба да се распределуваат до основното образование. Неколку наводи од истражувањето, веќе беше кажано дека сите вклучени страни вложуваат максимални напори за да се подобрат условите, меѓутоа средствата со условите се уште лоши, исто како во споредба со тоа што беа најдени во 2017 година. Не постои централна евиденција како се евидентираат инвестициите во основните училишта, има голем број на нефункционални спортски сали, санитарни јазли и така натаму, компјутерите не се во ред и слично. Сепак може да се примети дека во последниве 3 години во споредба со претходните имаше доволно добри, доволно нови инвестиции, посебно во инфраструктурата, која сметаме дека представуваше еден приоритет што беа инвестирани во последните години. Тука посебно треба да се нагласи дека голем број од училиштата е воведено, се воведени нови фасади, се ставени и е зголемена нивната енергетска ефикасност. Неколку статистики од истражувањето, значи ќе повторам, во 48-те за технологијата, во 48-те основни училишта има над 4600 компјутери, тие се персонални и преносни. Од нив само 29% се во функција, или ако извадиме врз база на колку ученици работат со еден компјутер, добиваме дека вкупно 23 ученици во просек во сите општини имаат еден компјутер на располагање. Дополнителна забелешка дека последните инвестиции, или повеќе од 90% од компјутерите кои се во функција или вон функција, не функционираат, се набавени во проектот за компјутер за секој дете кој беше дури спроведен во 2006 до 2012 година. Во поглед на инфраструктурата, пак ќе нагласиме дека во континуитет има недостаток од спортски објекти, застарени училиште, инвентари, застарени нефункционални санитарни јазли. Статистиката ни вели дека само 57% од училиштата поседуваат физкултурна сала и таа е целосно искористена, додека 39 воопшто немаат објект за спроведување на ова видово за физичкото образование. Има училишта каде што користат едва сам дури 60% од просторните капацитети на објектите, тоа значи дека кај нив има многу празни простори и настава да се одвива како што треба во една смена. Меѓутоа има училишта каде што работат и во 3 смени. Значи откривме дека во овие 48 училишта има 1700 паралелки, меѓутоа има само 1100 училници. Нешто дополнително со оглед увидовме дека просечната старост на градите што се за училиштата е 57 години и од тука се запрашавме каков е квалитетот на електричната инсталација. Тие ни покажуваат дека електричната инсталација во истражуваните училишта е во просек стара 36 години. Тој просек е драстично воден од тоа што дел од училиштата се нови згради има. Исто така, друг интересен факт е дека со оглед на загадувањето сакавме да видиме каков систем на грејење имаат училиштата и откривме дека дури 65% користат централен систем за грејење на нафта, додека само 2% од училиштата поседуваат систем на грејење за обновливи извори на енергија. Овие статистики кои ги дадовме на увид
се во согласност со ставовите на родителите за како мислат дека се одвива наставата, каква е состојбата на инфраструктурата и технологијата. Имено заборавив да поминам дека во исто време покрај анализата на училиштата и на општините, во анализата беа вклучени и родителите преку анкета и нивниот став беше согледан. Значи успеавме да направиме анкета и да испитаме 919 испитаници. Идејата ни беше прво анкетата да биде во вид на собери каде што ние ќе дебатираме и фокус групи со родителите, меѓутоа условите не го дозволија тоа и направивме онлайн анкета. Од 919 испитаници, од нив 54% сметаат дека нивото на хигиената е на средно ниво, а 33% дека таа е на ниско ниво. Исто така дека 72% од родителите кажаат дека нивното дете нема пристап до технологија во секојдневната настава. Толку е од мене, тоа не е резултатите од спроведувањето на истражувањето. Мислам дека Виктор ќе даде подетални информации за што е всушност последицата од тоа. Благодарам, мислам дека стварно беше убав вовет ова во она што ќе го продолжи да го зборува Виктор, затоа што даде една слика на тоа како изгледаат училиштата низ нашата земја и кои се нивните потреби. А еден од проблемите или основниот проблем го гледаме и во начинот на финансирање, особено во делот од општините кон училиштата. И токму затоа, а повеќе на таа тема ќе зборува Виктор Митевски, предлагаме промена на методологијата во делот на финансирање на училиштата и на подобрување на условите во истите. И само пред да ти дадам збор, Виктор, би сакала да кажам дека целта на овие анализи не е да бидат едно убаво парче хартија, туку на крајот од денот на вистина тие деца да ги добијат оние услови кои што им се потребни. Затоа е многу важно институциите да ги слушнат истражувањата и да им бидат дадени на располагање за да можат да направат понатаму планови. Повели. Благодарам Јована, благодарам на присуството на министерката, еве и јавно во името на ЗМАј да се заблагодариме за одличната соработка и поддршката и посветеноста што Фондацијата Отворено општество Македонија ни ја дава на нас како здружение, но преку нас и на целиот образовен систем. Навистина за овие 3 години со, можам да кажам, скромни финансиски средства, но со волја и цел навистина да допринесеме за подобрување на условите во основното образование, заедно со Фондацијата направивме многу. Од аспект на идентификување на потребите и од аспект на предложување на правилни насоки во кои треба да се движи развојот на основното образование. Малку надвор од темата, но поврзано, министерката на крајот на видеото праша која е Цаци, личноста на која што ја посветуваме и оваа публикација и ова истражување, но и видеото. Цаци е еден од основачите на ЗМАј и за жал пред година и половина ја изгубивме. Се обидовме и до крај се бореше со една неубава болест, но Цаци преку овие активности на ЗМАј ќе остане секогаш дел од нашите идеи и заложби. Зошто? Затоа што овај еден оригиналните креатори на овој проект во 2017 година е всушност Цаци. Цаци беше носител на активностите во првиот и во вториот проект, така што основите на оваа заложба се поставени токму од нејзи. Мислам дека вреди да ја спомнуваме и да се потсеќаме на нејзината заложба за подобро основно образование во Македонија. Да се вратиме на темата за која што сме денеска тука. И некако имав различен редослед, но ќе почнам од тоа што го напомена министерката. Драго ми е што барем 10 општини кои што беа дел од ова истражување уште веднаш, многу скоро, ќе имаат можност да ги искористат инвестиционите студии кои ЗМАј ги направи за потребите на овој проект, а кои што во целост и во детали ќе им бидат достапни на општините во текот на следната недела, односно целосно ќе им бидат испратени со целата документација и податоци. Се надеваме дека голем дел од тие податоци и инвестицијски студии ќе им послужат подобро и побрзо да аплицираат за
фондовите кои што ќе се отворат. И овдека одма веднаш се отвара една од констатациите дека системот на финансирање на основните училишта и не само на основните, генерално на основното и средното образование е тема за која што е зборувано многу во изминативе 25-30 години и не сме единствените кои што сме правеле анализа на системот на финансирање и за жал многу малку е направено во исполнување на она што се предложува во студиите. А тоа е нешто за кое што ме радува што го слушам од Министерката за образование. Тоа се двата клучни поими е реорганизацијата на мрежата на училишта и реорганизацијата на наставниот кадар. За тоа ќе зборувам подоцна. Сакам да се вратам на првата констатација околу инвестициите. Анализата наша покажа дека училиштата, основните училишта, се целосно зависни од блок дотациите кои што ги добиваат од Министерството за образование. И така како што предвидува Законот за локална самоуправа, Законот за финансирање на локална самоуправа, Законот за наставници и стручни соработници во основното и средно образование, нормално е дека основното образование се финансира примарно преку блок дотациите, но кога ќе навлеземе и кога ќе ги анализираме блок дотациите и намената за која што тие се трошат, гледаме дека 70% од блок дотациите се трошат за плати за наставници, наставен кадар и технички кадар кој што е во функција на образовниот процес. Тоа значи дека само 30% од буџетите кои што им се дадени на основните училишта остануваат за тековно одржување, обновување на наставни помагала, дидактички средства, книжен фонд, организирање на манифестации и овозможување на воншколски активности и така натаму и така натаму. Од тука многу е важно да се покрене внимание и да се стави акцент на фактот дека покрај реформирање и унифицирање на распределбата на средствата од општините кон основните училишта, важно е да се дефинира односно да се додефинира и да се создаде одржлив систем на финансирање преку специфицирање и додефинирање на методологијата за распределбата на средствата од централната кон локалната власт. Многу е важно формулата, освен бројот на ученици, предвид да ги земе и останатите карактеристики кои што се поврзани со училиштата. Нашата анализа покажува дека трошокот по ученик во руралните средини е многу драстично поголем од оној во урбаните средини. И сега на прва можеби е нелогично, но кога ќе навлезете подобро да ги анализирате бројките, станува јасно. Зошто? Тука зборуваме за просеци. Руралните средини драстично и со огромна брзина губат ученици. Односно, бројот на ученици кои учат во тие средини е многу помал. За разлика од бројот на ученици, бројот на наставници или е задржан, или расте. Од тука, кога го објавивме податокот јавно дека во последните 20 години односот наставник-ученик, односно број на ученици по наставник, во учебната 2000-2001 изнесувал приближно 19 ученици на еден наставник. Денеска тој број е близу 10,1. Ова зборуваме на ниво на цела држава, не зборуваме само за истражуваните општини. Од аспект на квалитет на образование, може би ова звучи дека сме го подигнале квалитетот на образованието, затоа што сме обезбедиле поголем број на ресурси и поддршка за реализирање на наставата. Но, ако ги анализираме повнимателно бројките, ќе видиме дека тоа не е случај. Односно, зголемениот број на наставници не бил следен со реално определување на потребите за обработување на нов наставен кадар. И од тука
Имајќи ги предвид и оние факти кои што ги кажавме дека 70% од блок дотациите се трошат за плати, од тука реорганизацијата на наставниот кадар е нешто што поскоро треба да го направиме. Многу е незгодно да бидете министер кој што тоа треба да го спроведе. Зошто? Затоа што ова е премногу непопуларна мерка, затоа што некој вели единствен начин е отпуштање на наставници. За среќа, постојат анализи, постојат сознанија и анализите од терен покажуваат дека образовните потреби и потребата за наставниот кадар во основните училишта не е сведен само на спроведување на настава. Од тука мораме да направиме сеопфатна анализа и тоа пораката со која што го завршуваме видеото, дека за да се реши овој проблем треба да се ангажираат сите институции од системот, не е само декларативна, туку е и суштинска. Затоа што во решавање на системот и проблемот со рационализацијата на наставниот кадар лежи во фактот на Early Childhood Development програмите, односно програмите за ран детски развој, кои што не ги опфаќаат само образовните институции, туку ги опфаќаат институциите за грижа во предучилишна возраст. Од тука постојат многу начини и модули како наставниот кадар да биде преквалификуван, наместо да ги извршува основните функции, да се вклучи во поддршка на учениците со посебни образовни потреби. Замислете, имаме училишта, и тоа училишта кои што се во Скопската околина, каде со години се бара дефектолог или служба или вработување на службеник кој ќе ја поддржи работата на учениците со посебни образовни потреби, а веќе во тоа училиште ги има десетина, и упорно се нема слух за таа потреба. Од тука, еден од апелите кои што го даваме е оваа рационализација да не се сведе на отпуштање или прерано пензионирање на кадрите кои што треба да се пензионираат, затоа што тие исто така ни се потребни. Тие треба да бидат ментори, да ја пренесат, да го пренесат знаењето и искуството на новите генерации. Не зборуваме само за наставниците, зборуваме и за педагозите и психолозите кои ги немаме во голем број, а голем број од нив се пензионираат наскоро. Така што една од работите која што треба да се направи е ова рационализација. Но покрај рационализацијата на наставниот кадар, многу е важно рационализацијата на мрежата на училишта. Имаме училишта кои што се во рурални средини, каде што имаме многу мал број на ученици, каде што наставата се одвива комбинирано врз основа на оделенијата во кои што тие се наоѓаат. Апелираме, не сме толку, сепак сме дипломатски коректни во публикацијата, но еве ќе искористам приликата, апелираме тие образовни институции, тие основни училишта воопшто да не се размислува за нивно затварање. Затоа што правото на непречен пристап до образование не е само загарантирано со закон, загарантирано е со устав во оваа земја. Секое дете на територијата на Република Македонија мора и треба да има непречен пристап до образование. Пандемијата ни покажува дека има начини како да се одвива наставен процес, а при тоа да се рационализираат трошоците. Дополнително, ако ги вкрстиме базите на потребите во основното образование и оние во раниот детски развој, предучилишна настава, грижа за деца, ќе видиме дека потребата за окружување на целокупниот процес на ран детски развој може да се искористи и овие објекти кои што сега постојат, може да имаат повеќе функционалности. Од аспект на инвестициите, како што напоменавме, со оваа публикација анализирани се 48 училишта и инвестициите од инфраструктурен, технолошки и инвестиции за нагледни средства во вкупна вредност се некаде околу 20,6 милиони евра. Што значи тоа? Ова значи воспоставување не на оптимални,
воспоставување на идеални. Не може ништо да биде идеално, се треба да се обновува со текот на времето, но задоволување на сите потреби на овие 48 училишта. Од тука, од овие 20 милиони, најголемиот секако се инфраструктурни проекти, и тоа зборуваме проекти спортски сали, санитарни јазли и, бидејќи Виктор напомена и Фани го кажа тоа во незиното излагање, имаме училишта кои работат во 3 смени. Стандард, замислете каков квалитет, да го споредиме квалитетот на образование кој што го добиваат учениците кои што работат во 3 смени и училишта каде што се работи во 1 смена. Ако зборуваме за еднаков пристап до образование, тогаш треба да го адресираме и тоа прашање. Од тука, дел од овие инфраструктурни инвестиции се за проширување на капацитетите, нови училишта, градење на нови училници, 2,8 милиони за технологија, која што опфаќа компјутери, лаптопи, смарт табли и така натаму, и 335.000 евра за наставен материјал. Само уште еден од предизвиците за голем дел од училиштата е немањето на кабинетска настава. Замислете, наставата по хемија се одвива во кабинет каде што нема услови за практична настава, за одвивање на наставата по хемија или пак за било која друга природна наука. И наместо да имаме кабинети кои што ќе ги имаат потребните средства и ќе дадат отворена можност за спроведување на наставата, ние спроведуваме настава во една училница, а наставникот се шета, односно оди од една во друга училница, носејќи ги наставните материјали кои што треба да се употребуваат во образовниот процес. Од тука, генералниот заклучок на оваа анализа е дека инвестиции треба да има, но не смееме да се доведеме во ситуација да ја направиме истата грешка како што се направи со проектот Компјутер за секое дете, каде што се потрошија 60 милиони евра за набавка на технологија, а при тоа никакви други дополнителни активности не беа вклучени во реализација на тој проект. Односно, не можеме да имаме технолошки развиени образовни процеси и училишта ако во тие процеси не ги вклучиме директно наставниците, учениците, родителите. Затоа што тоа е системот кој што треба да ни овозможи функционирање и модернизирање на основното образование. Од прилика толку, се надевам дека ќе можеме да понатаму и подетално да дискутираме за сите овие теми. Благодарам. Благодарам, Виктор. Мислам дека доколку имаме простор уште малку за неколку прашања од оние кои што не следат на Zoom, да не биде само еднонасочна комуникација кон нив. Не знам дали имаме некој кој што ни се пријавува за прашања на тема нормално оваа анализа и образовниот процес, особено во основното образование, или може би се покривме, бевме толку совршени во излагањето, па нема ниту едно прашање, ама не верувам, не знам дали имаме прашања? Нема? Коментар, фала ти. Може, да. Што, подлабоко отидовте во анализа што значи оптимизација на кадар, рационализација на училишна мрежа, заради тоа што секојаш кога ќе се спомне тоа е стрес. Јас се обидувам и со синдикатот и со директорите да разговарам на оваа тема, затоа што во Македонија, во Република Северна Македонија, немаме наставници ментори, нема наставници советници, нема асистенти во настава, немаме поддршка во прво оделение или во прва година. Учениците кога доаѓаат треба да имаат поддршка од одреден број на наставници кои што се грижат за нивната благосостојба или да се навикнат на просторот и кој кај се наоѓа. И кога ќе видите сето тоа, ние имаме дефицит на кадар. Ние немаме вишок кадар, но тоа треба да се постави во систем. Затоа сакаме да ги промениме систематизациите на училиштата, каде што не само што ќе ги поставиме овие поддршки, туку исто така ќе воспоставиме и техничка служба. Сега училиштето, целата своја бирократска работа и администрација ја спушта на стручната служба како психолог, педагог и дефектолог кои што треба да работат со учениците. А сега тие работат административна работа за која што апсолутно не ги плаќа системот. А јас велам, зошто немате ниту едно техничко лице за поддршка?
Не се знае. Тој е секретарот, ама едно лице не може да прави и набавки и да води евиденција и да ги завршува сите други бюрократски работи кои што се потребни. И секако она што е педагошката евиденција, системите на водење на процеси внатре мора да се оптимизира, бюрократијата да се намали, за да може да постигнеме резултати. Но наисто сме дека ниту школите мора да ги затвориме, ниту да ги отпуштиме наставниците, а можеме да постигнеме поголема ефикасност. Затоа што училиштата во руралните места ако се затворат, тогаш вие затварате цел ресурс. Но можеме да ги направиме и градинка, и училиште, и дневен центар, и центар за млади. Кој не ограничува во тоа? Никој. Но само треба да има одредена инвестиција и да тоа се развие во ресурсен центар. Да, само уште нешто. Ова навистина сакам да го апелирам и се надевам дека ќе има слух од министерството. Како и во многу други области во нашава земја, не водиме сметка за податоци. Едноставно, не сме свесни дека податоците ни помагаат во градење на политики. Замислете, секое едно училиште во оваа земја по закон е задолжено да доставува годишен извештај до неговиот основач, односно општината. Општината потоа до Министерството за образование. Ако ги погледнете поблиску тие годишни извештаи, тие во себе ги содржат статистички податоци кои што може да дадат многу јасна слика за состојбите. Истовремено, тие извештаи не се нити ажурирани, нити прилагодени на модерните потреби на образованието. Од тука, нашиот апел, кој имаме и во публикацијата, го кажуваме и јавно, еден од приоритетите да биде осовременување на процесот, ревидирање на методологијата и правилникот за уредување на годишниот извештај за работа на основните училишта, и не само на основните, туку на основните и средните училишта, дигитализација на процесот. Замислете каков ресурс ќе биде на Министерството за образование и Бирото за развој на образование со еден клик да добијат информации за просечен број на ученици по паралелка. Ние треба пешки да одиме, да правиме теренски посети и анкети на секое едно училиште. Внимавајте, имаме 300 и нешто училишта на територија, но не ги заборавајте подрачните училишта. Односно имаме мрежа на околу 900 училишта во оваа земја. Треба да го поминете, знаете колку е, бара многу ресурси и време за да може да се направи. Ако направите систем со кој што ќе се обедини, искористете го системот за едневник, искористете ги податоците кои што стојат. И од развојната компонента, навистина не разбирам логиката, доставување на извештај пред започнување на учебна година. Извештај за работа се доставува по завршување на учебна година, се со цел да може да се искористат информациите и да се подобри нешто во процесот пред започнување на следната година. Од тука, ова значи промена на законското решение дека извештајот треба да се достави до крај или средина на јуни, веднаш по завршување на учебната година, се со цел Министерството и Бирото за развој да имаат можност да ги искористат податоците и од 1 септември, од почетокот на следната година, да воведат нови практики и да адресираат проблеми кои што се адресирани во самите извештаи. Може јас да кажам коментар на Виктор. Со оглед на тоа што имаме дополнителни прашања, мислам дека не е лошо да ги слушнеме сите страни на оние кои што беа во училиштата и истражуваат, така да Само еден коментар, Виктор многу убаво кажа дека треба да се соберат, да се направи унифициран систем за како ќе се собираат податоците онлайн, сето тоа, меѓутоа јас сакам да надокнадам дека не е возможно се да се прибира онлайн. За некои работи ќе мора да се направи увид на терен и да се даде детален увид и потоа да може да се направи дали на училиштето е потребна таква инвестиција или не. Пример, ние во 2017, пак ќе го напоменам тој проект, откривме дека сите училишта имаат одреден број на компјутери. Отидовме на терен во наредните два проекти, видовме дека од тие компјутери речиси ниеден не е функционален. Во пописот се ги ставаат, имаат дека имаат компјутери. Мислам, затоа едно е кога ќе се отиде и кога ќе се види, друго е, мислам, кога ќе ни кажат само колку податоци има, бидејќи тоа е на крајот од денот. Затоа и во постапката ние прво училиштата ни одговара, а потоа идевме да ги гледаме, бидејќи тоа е на крај многу битен дел.
Системите на одржување не се воспоставени. Така е. Така, затоа што ние видовме дека за еден месец сите оние кои што вика немаат пристап до интернет, имаат денеска пристап до интернет. Сите што викаат дека немаат компјутери, ги рехабилитира кога рековме нема излез. Јас нема да купувам сега компјутери затоа што еднаш се купени 60.000 евра се потрошени. Дајте да ги извадиме компјутерите. Што им фали? На секој компјутер требаше да се додаде само SD карта. Купи SD карти што е минимален трошок, денеска компјутерите работат. Што значи дека системите на одржување и грижа да интернетот не ми е само да влез туку да сум каблирала внатре како директорка, да си воспостава механизми да тоа се одржува на годишно ниво, тогаш имаме интернет, имаме компјутери. Но некако чувството дека не треба да се грижаме, стави на страна, нема проблем, шутни го таму, тоа ќе мора да го промениме, а тоа е само со градење на капацитети и треба да се знае кој е директор. Само тој што има менаџерски способности, не може секој да биде директор. И исто така околу директорот мора да има служба за поддршка за да може тоа одржување да биде на одредено ниво. Благодарам многу и одлично беше оваа завршна мисла, она што искрено се надевам и како би сакала да ја завршиме оваа конференција и презентација на трудот е со желба да што побрзо се вратиме и во реален број на конференциите и да можеме да се видиме, а уште повеќе да може да се вратат децата во училниците. Ви посакувам среќа во спроведувањето на сите оние онлайн предизвици за кои што се соочувате сега поради ситуацијата и се надевам дека сето она што ќе се направи за соочување со пандемијата во однос на дигитализација и понатаму ќе може да го користат училиштата, па можеби на крај ќе завршиме со подобри училишта од она што било пред пандемијата. Тоа е тоа од мене, мислам дека тука можеме полека да завршуваме, немаме повеќе прашања. Ви благодарам на сите што бевте дел од овој разговор и се надевам дека само почнавме, а ќе се продолжува понатаму со реални проекти. Благодарам.